Последни подготовки за големиот христијански празник Великден. Оваа година великденската трпеза со највисоки цени до сега, речиси двојно поскапа од претходната година. Зелените благи пиперки се нудат по цена од 180 до 230 денари, иако замрзнатата цена е 100 денари. Доматите и крставиците се продаваат по цена од 140 денари, иако за кромидот замрзнатата цена е 70 денари. На тезгите цената е 90. Нема намалување ниту на цената на гравот, кој се продава за 180 денари. Граѓаните се жалат, цените повторно до плафон. Па поскапено е секако. Беше поевтино, меѓутоа сега празници се ближат и секојаш така се качуваат цените. Да ви кажем наискрено, изгор се за тие што понемаат. Поскапи, да, многу повеќе. Реко, дека се од до 75 денари, а сега се по 120, 150, така. И месото поскапе пред Великден. Јагнешкото е луксус за овогодинешната великденска трпеза. Цената на кило јагнешко достигна и до 550 денари. 520 денари се влего во месарава, 520 денари. Лани беше 340, 370, сега е 520. Трговците се правдаат на високите набавни цени, уверуваат дека работат со ситен ќар, а за граѓаните пак се ова е веќе видено. Пред секој голем празник иста песна. Цени високи, квалитет просечен. Па цените се релативно височки за овој период од годината, делот од артиклите, или може да се каже и за оваа цела ситуација, се малце повисочки од нормалните цени кои би требале да видат. Гневот на граѓаните е секогаш на пазарџиите кои мислат дека они ја диктираат цената, значи ние не ја диктираме цената, така да се движат околу 2 евра килограм, околу 120 денари килограм крставица патлижен. Што се однесува до останатите производи во пресред на празниците, табла јајца се движи од 270 до 300 денари. Од владата кажаа дека инспекцијата ќе врши контроли и секој кој ќе правел злоупотреби ќе плати казна. Оние кои сериозно го оштетија државниот буџет беа увозниците на овоши и зеленчук, кои во царина прикажувале лажни фактури за дебело да профитираат.